Правото на штрајк е загарантирано за работниците, а неговото обструирање е газење на уставот. Ова беше ставот на СДСМ во 2015 за штрајкот на просветните работници. Пред медиумите, тогашниот истакнат член на СДСМ, а подоцна и министер за образование Мила Царовска, беше гласноговорник за правата на вработените. Со обструирање на правото на штрајк, не само што власта го гази Уставот на Република Македонија, туку се газат и за гарантираните права на работниците според конвенциите на Меѓународната организација на труд, чија што подписничка е земјава. Директорите на училиштата немаат право да нарачуваат списоци со наставници кои го остваруваат легитимното право на штрајк за заштита на своите права, ниту пак имаат право да наложуваат наставниците да одржуваат настава по време на штрајк. 7 години потоа, сликата во државава е иста. Сите бараат зголемување на плати, само што сега власта, за разлика од кога беше во опозиција, одлучи поинаку да го толкува за гарантираното право на штрајк. Владата сега е на став дека нарушувањето на образовниот процес е спротивно на правата за гарантирани со уставот и законите. Наместо диалог, власта почна со напаѓање кон синдикатот, по огромните притисоци во изминативе 2 недели кон просветните работници, од испраќање на списоци со заменски наставници, заклучувани воспитувачки во градинки на кои не им беше дозволено да јадат или да користат тоалет. Најновиот удар од власта е одлуката дека наставниците ќе добијат само придонеси, ама не и плати за периодот на штрајк. За премиерот, одбивањето на понудените 10% е уцена од синдикатот, а штрајкот бил за личен интерес на СОНК. Со одбивањето на понудата за покачување на платите од 10%, СОНК реши да проложи со уцени кои се единствено на штета на образованието на учениците и им го отежнува секојдневието на родителите. Ова едноставно не може да се смета за разумен став, туку за очигледен притисок, со што е евидентно дека СОНК личните интереси ги става пред оние на децата. Владата прави се што треба за да го одржи диалогот и да најде заеднички јазик, но барањата и односот на СОНК се целосно неприфатливи. Местото на децата е во училиштата и во оваа ситуација единствено СОНК и раководството се одговорни за тоа што тие не го остваруваат правото на образование. Штрајкот на просветните работници започна минатиот понеделник. Од СОНК не гледаат повод за скратување на априлската плата за време на штрајкот, бидејќи причина за истиот се неисполнетите ветувања на надлежните за покачување на платата. Од синдикатот се децидни дека штрајкот ќе продолжи се додека не се исполнат барањата во целост.